тензичен прв ден од комисиската расправа за измените на законот за работни односи. Ни за процедурални забелешки, никаков коментар од пратениците од власта. Дали Македонија ќе плаќа милионски пенали на Бехтел и Енка ако не се изгласа да се работи на коридорите 8 и 10 до 60 часа неделно. Уште на стартот на седницата ВМРО ДПМН побараа повлекување на председателот на комисијата Елми Азири, бидејќи доаѓа од алијанса која сега дел од власта, и побараа со истата да председава заменикот Рашила Мизрахи, но Азири го одби ова барање. Доколку не се донесат измените со кои работниците на коридорите 8 и 10 дека може да работат 60 часа неделно и недела ќе биде работен ден за овие работници, Македонија ќе треба да плати милионски пенали на Бехтел и Енка, обвинија од ВМРО ДПМН. Од опозицијата обелоденуваа дека владата потпишала спогодба со изведувачот дека ќе исплати милиони евра, доколку измените не се донесат за 45 дена, и ја побараа истата да им биде доставена на увид, па потоа да има расправа. Вие имате пред нас пратениците обврска, а пред своите гласачи имате должност владата да ја убедите и да го побарате да ја достават спогодбата подпишана од страна на Ковачевски Артем Груби, да видиме што подпишале, какви обврски превзеле. Требаше да ми го доставите материјалот, односно договорот. Оти само документирано некој, па нека е и председател на собрание и председател на комисија, може да докаже итнос. Револтот кај синдикатите за измените се крена на максимум, а токму овие решенија претходно не добија амин од Уставен суд. По крајот на првиот комисиски ден, владата за дел од медиумите негираа дека ќе се исплаќаат пенали доколку не се донесат измените на законот за работни односи, но тоа ќе го пролонгирало рокот за изградба од 5 години, а пробивањето на крајниот рок ќе требало да се плати од народни пари.